Чекаме објаснување, госпогице. Што ќе кажете? Или ќе речете дека се фотомонтажа? Не. Денеска се видов со Башар. Но со него немам никаква врска, ниту приватно, ниту службено, како што вели суде. Тогаш зошто се сретнете, Кирко? Жал ми е, не можам тоа да ви го кажам. Единствено можам да ви кажам дека не сум шпион. Тогаш, зошто не објаснуваш? Што може да има толку тајно? Ве молам, не прашувајте. Само сакам да ми верувате. Средбата немаше никаква врска со мебелот. Верувате, не направив ништо за да ви наштетам. Судот има право, Гюлен. Ако имаш објаснување, да слушнеме. Инако не го сакам овој мебел. Гюлен. Не ми се верува. Истори вода врз тебе. Да. Во кафуле ме посрамоти. Од планина симната. Не ме интересира од каде е дојден. Јас имам име, почит. Не знам што да кажам, Башар. Кажи на твојата сестра, немој уште еднаш да ми се доближи. Не можам да поднесам вакви работи. Многу се извинувам, душа моја. Знам што ќе направам, не грижи се. Те молам, немој да се нервираш. Да не беше твоја сестра, ќе видеше што ќе јас најдеш. Прво јас ќе ја покажев. Гюлен, те молам барем кажи во врска со што се сретнавте. Те молам, не навалувај. Толку ли е тешко да ми верувате? Велам, не е нешто за кое треба да ми се лутите. Не можеш да најдеш одговор, бидејќи те фатеа на дело. Повторно го користиш невиниот израз, нели? Залудно. Ти падна веќе маската. Суде, те молам, не навалувај пред да разбереш. Извинете, а што очекувате да разберете? Ќе верувате во тоа што го гледате или на нејзиниот збор? Гюлен, види, ние сме во тешка ситуација. Те молам, сакам да ни објасниш. Искрено сакам и ние да веруваме. Во врска со оваа тема нема ништо да ви кажам. Но можете да бидете сигурни за мебелот. Нема никаква врска со Башар. Сето ова не го направивме ли ние, Атакан? Барем ти кажи нешто. Ти најдобро знаеш дека никому не би дала информации. Кажи! Не направив ништо за да барате објаснување. Совеста ми е чиста. Што сакате, тоа мислете. Без срам, па уште се сили. Ако не е виновна, секако ќе се сили, Кирко. Не сум веќе потребен, со ваша дозвола, млади. Како да бараш излез? Кажи ми, што уште размислуваш, бате? Мајсторот беше во право, ова не е логично. Сигурен сум дека Ѓулен има прифатливо објаснување, очигледно е. Мајсторот е стар човек. Можеш лесно да го излажеш. Ако има објаснување, зошто молчи? Штом вели не можам да кажам, има голема потреба да скрие нешто. Ама што е тоа? Велам дека девојката е шпион, бате. Кажи ми, што има тука за криење? Суде, јас велам дека не верувам. Ѓулен не би направила такво нешто. Ај, се уште ја браниш, па доста веќе, доста! Оваа девојка да не ве маѓа пса? Земи, види ги подобро, види ги!
Добре дојде. Здраво, мамо. Каде беше? Со Суде бев. Суде се јави. Се извини што не ќе можете да се видите. Не можела да добие на мобилен. Имала работа во работилницата. Каде беше Ѓорке? Немој да лажеш. Знам, мамо. Откако ти се јавила, отидо во фирмата, ми кажа дека ти се јавила. Ми интересираше што направила Ѓулен и отидов на презентацијата. Сакаш да се караш, мамо? Мила, не ми се јави. Само се загрижив, ете. Во последен момент се одлучив да одам. Не се сетив да ти се јавам. Да беше толку загрижена, ќе се јавеш. Како беше на презентацијата на сестра ти? Не беше лошо. Самата ќе ти раскаже. Изгледа настенав малку. Ќе одам да се истуширам, мамо. Леле, и викаш дека цело време те следел детектив. Што се нема да слушнам? Господа чува, луда е оваа девојка. Лошата страна е што сите поверува. Дури и Атакан. Да ја кажеше вистината. Зошто си молчала? Зашто ќе и наштетев на Ѓорке ме мине. Боже, боже, самата си бараше. Господјата нека ужива, ти доби си казна. Абе, што убаво. Како зборуваш така, Емине? Не вели така. Таа ми е сестра. Не дозволувам да каже никој збор за неа. Боже, 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 ке полудам. Таа да се однесува така кон тебе, а ти се уште бранија. Сега никому ништо нема да кажеш, така ли? Што и да биде, не можам да ја предадам. Барем на Атака нешто кажи му? Всушност нему ништо не му кажувам. Каква разлика има од Суде, која денеска скришно ме сликаше, а? Како може да и верува? Како не можеше да застане до мене? И таа никаква. Точно знае каде да удри, безобразна една. Ги ставила сликите пред нив, кој не би поверувал. Да ме сакаше со сето срце, а така не требаше да верува. Зошто да му објаснувам на човек за кого мојот збор нема вредност? Мила, и тој сигурно е многу збунет. Малку да се смири, ќе си ја свати грешката. Ќе видиш. Може би е тој? Јас ќе отворам. Добре, дајде, влези. Не, благодарам. Ѓулен дома е? Дома е, дома. Ајде, влези. Не. Подобро ќе биде да чекам овде. Ке можеш да ја викнеш? Секако. Се колнам тоа е. Нели ти реков, Мила? А? Зошто не влезе? Сигурно му е срам. Прво ќе ти се извини, ќе видиш. Трчај, ајде, трчај. Те чека на врата. Зарем ни мене нема да ми ја објасниш? Дојде да бараш објаснување? Свесна си во каква состојба ме остави таму, нели? Луѓето бараат одговор. И јас секако. Веќе дадов одговор. Не сум шпион. Но не можам повеќе да кажам. Штом не можеш да кажеш, значи нешто криеш. Ако сакаш да си во мојот живот, ќе веруваш во мене без прашања. Или ќе си одиш. Верувај. Верувај, имам потреба од логично објаснување. За да ги замолчам другите за тоа. Или твоите сомнежи. Пријатно. Uzaklarda bir yerlerde parça parça yürekler var. Habersiz birbirinden ayrı ayrı yaban ellerde. Ne yazık yaşanmamış hayaller var. Candan öte, canından öte, sevince anlar insan sevdiğimi bir anlatan. Атака навистина многу ме возбуди. И јас имав многу надеж за оваа работа. Немаме дури ни резервен план. Од почетокот ве предупредував. Но вие мажите не верувате во пречувството на жените. На кого можеше да му текне ова, Кирко?
Всушност да признавам, и мене многу ме зачуди ова тато. Излезе поголем ѓавол дури од моите предпоставки. Добро, но ти со кој памет постави човек да следи девојката суде? Лошо направив. Наместо да ми се заблагодариш, ме обвинуваш, бате. Тебе изгледа се уште не те е јасно. Ја спаси фирмата од голема катастрофа. Суде, ја обвинуваш без да знаеш. Таа девојка не го направила тоа. Сигурно има некоја друга работа во ова. Бате, што може да има? Се уште не знам, ама секако ќе дознаам. Ај, па што му е? Суде нека ти објасни сена. Да одам кај Каан. Што се случува тука, Керко? Да разговараме подосна, мамо. Најпрво да ми помине нервозата. Да не се случило нешто лошо? Не, всушност прекрасно нешто, но сакам подосна со сите детали убаво да ти раскажам. Сине, зошто навалуваш на сестра ти? Има право. Тато, и ти ја познаваш Ѓулен колку и јас. Добро, и мене не ми се верува. Ама ги видовме сликите. Значи сме се излажале. Немој, тато, ајде жити Господ. Можеш да сватиш што е добро, што е лошо и од кого што можеш да очекуваш. Воопшто ли не можеме да препознаеме човек? Не сакаш да веруваш заради чувствата кон неа, нели? Каан мислев дека ја затвори оваа тема. Не е толку лесно. Не може туку така да се затвори темата, тато. Се трудам да те разберам, сине, ама ми ја отежнуваш работата. Нема да дозволиш оваква ситуација да ти ги ослепи очите, нели? И така оваа ситуација може да и влоши односите со семејството. Како? Каква врска има ова со Ѓоркем или со семејството? Ајде. Сега ќе ја браниш Ѓоркем, а? Каан, оваква состојба не може да продолжиш врска што не ја сакаш. Јасно ли ти е? Не можеме да го жртвуваме нашиот живот за нив, сине. Кој е поред оваа случка? Земи, испи го ова. Инаку ќе те боли желудникот. Ништо не јадеше бе Ѓулен денес? Не ми се јаде ништо и мене благодарам. Ај, гледајќи те тебе и мене ништо не ми се јаде. Ај, зошто го трпиш ова? Не можам да те разберам. Кажи, спаси се. Реков не можам да кажам. Особено после ова, ништо не кажувам. Самиот си знае. Што значи самиот си знае? Не може ова вака да остане, мила. Треба да го најдеме веќе еднаш патот за ова. Нема што да наоѓаме пат. Требаше да разбере и да дојде. Немам работа со човек што не ми верува. Се лутиш, но ќе ти кажам. Ова Ѓоркем не мисли на свршеникот. Го изневерува. Ти зошто го одиваш таканиот за да ја браниш неа? Прво, Ѓоркем не го изневерува Каан. Башари го меша паметот, се обидува да ги раздели, добро? Добро, така нека биде. Тогаш што не му кажеш така ти на Атакан? Барем ти разбери ме. Му се лутам на Атакан зашто нема доверба во мене, а не за Ѓоркем или нешто друго. Во секој случај, ако верува, ќе ми верува. Инаку не би ми вредало дури ни да се карам со него. Оф. Ти имаш магарешки, Инајд. Магарешки. Добра вечер. Веќе ни ја разубави вечерта. Што е, Ѓулен, изгледаш тажна? Ајде, ќе си легнеме. Да, и мене наеднаш ми се приспа. Од што ли ќе е? Вечерва си ми многу тажна, принцезона баба, што е? Имам ѓавол што се вика Ѓулен. Што ти направи повторно? Го нашла Башар, отишла да се кара со него. Султанка пред сите истурила вода врз него. Да не полудела.
И тоа како? Досега не сум го видела ваков башар. Вриеш од нервоза, велеше дете ли сум јас? Па имала право. На таков бизнесмен таа оди му истура вода. Безобразничка. Сега сигурно ќе отиде и ќе му раскаже се на Каан. Што ќе правам, султанке? Најдобро ќе биде да и се јавиш на Ѓулен. Прави што ќе правиш. Спречи ја да му каже било што на Каан. Уф! Што се морам да трпам од оваа девојка? Не сакам да ги слушам твоите лаги, Ѓорѓем. Леле, само што ќе се сетам и полудувам. Ми велиш, сакам детално да ти објаснам, подобро да не ми објаснуваш. Мамо, нема веќе да ја има Ѓулен во нашиот живот, а така мене ми остана. Да и го видиш лицето на презентацијата. И јас да ја видев, да ти кажам, многу ќе се израдував. А брат ти пак се уште ми ја брани. Замисли. Имало објаснување. Какво семејство биле овие, не ги разбирам никако. Керко, како ќе издржиш ти со нив? Како ќе живееме ние со нив? Како? Мамо, што е виновна Ѓорѓем? Човек може ли да се ја одбира сестрата? Сега нема да биде казнета госпогица Ѓулен, нели? Може ли да остане неказнета? Ќе видиш уште што ќе јас најде. Мамо, треба да одам кај Ѓорѓем и вчера и откажав, срамота е. Може овие да ги однесеш дома? Ќе ги однесам јас, дај ми ги ваму. Ти благодарам. Не грижи се, добро? Ајде, Мила, се шегуваш. Останав со отворена уста кога слушнав. Мила, на игрите на овие им нема крај. Не ми се верува што ми зборуваш. На збор се како полиција за морал. Ама Господ им враќа, ги казнува. Многу е добро што ја дознав оваа вест. А јас мислев како да им се одмаздам. Што ќе правиш? Ќе им го загорчам животот. Ќе видат тие што значи и како е да се растури семејство. Добро утро, мамо. Добро утро. Како тоа во ова време да си на нозе? Имам работа. Каква работа? Имам многу работа, мамо. Која да ти ја кажам? Некој работи со новата куќа. Ајде заедно да излеземе. Одам кај адвокатот. Ме викна да се видиме. Зошто? Не знам, не ми кажа на телефон. Не е добро нешто, а? Ке разбереме. Ајде. Колку е ладно. Суде. Добре дојде. Добре најдов. Но вие излегувате. Каде, Ѓорѓем? Многу работи се случија. Ако не ти кажам, ќе пукнам. Секој час се гледате и повторно имате да си кажете нешто. Во последно време не можеме да се видиме. Па вчера сте биле во работилницата? Како ви се допадна мебелот? Не се видов со Ѓулен. Ѓорѓем ништо не ми кажа. Што да каже? Немавме можност да разговараме. Заради тоа и дојдов. Немавте можност? Мојата работа може малку да почека, Суде. Дојди да влеземе. Ајде, мамо, оди да не задоцниш на состанокот. Ке се видиме, девојки. Чао. Штом дојде толку рано, сигурно има важни работи, а? Не можеш ни да предпоставиш, бидејќи ова ни на ѓавол нема да му текне. Што тоа? Види, Мила, што правеше сестра ти. Пред презентацијата отишла да се види со оној никаквец Башар. Сигурно работи за него како шпион или може би се во врска. Види колку се блиски. Гледаш? Ѓулен кажа нешто во врска со ова? Што може да каже? Со незиното детско, наивно однесување ги молеше нашиве. Јас не сум шпион, но не можам да ви кажам зошто се сретнав со него. Ако не е шпион, зошто да не кажува? Кажи ми зошто? Многу се зачудив, не знам што да кажем. Велиш доста е веќе, нели? Ти му удриш лаканица на човекот, а таа зад грб ни работи. Замисли. Две сестри, а толку различни. Како црно и бело сте, бога ми. Такви сме.
Не знам што да кажам. Кој знае вашите што ќе мислат? Ја, Мила, не грижи се. Ние те познаваме доволно. Многу те зачудив, нели? Ајде, имам и јас работа, да излеземе. Подосна ќе продолжиме со разговорот. Добро би било, Мила. Камо да немав закажано. Оваа тема ќе ми се врти во главата. Штом ќе завршам работата, ќе дојдам да разговараме, добро? Добро, не грижи се. Ајде да одиме. Молам. Ало, јас сум Фиген. Извинете, не ве познав. Фиген, сопругата на татко ти. Се сети, нели? Само сакав да ти кажам нешто. Па дали ќе можеш да наминеш кај мене? Воопшто немам време, Фиген. Подобро ти е да најдеш време, Ѓорѓем. Верувај ми, ќе сакаш прва да дознаеш за тоа што ќе ти го кажам. Само што ти ми фалеше. Што ќе каже сега оваа? Што велите, господине Јунус? За жал не остана многу време, господјан Нихан. Не може уште малку да одложиме, барем до свадбата на керка ми. Ова е банка. Не е физичко лице за да бараме уште еден месец. Ќе издадат куќата на продажба. Тогаш може да се продаде помалку од предвиденото. Треба веднаш да се продаде. Да ја тргнеме хипотеката за да останат повеќе пари за вас. Тоа го сакам. Што велите? Немам опција. Многу ми е жал. Добро. Тогаш почнете со процедурата. Во ред, тогаш подпишете полномошно. Само момент. Сакав да дојдам да разговарам, ама не ми се јавуваш. Сигурно нема да ми ја затвориш вратата, нели? Близи. Слушнав за настаните од вчера. Не можам да ти објаснам колку ми е жал што те доведе во ваква ситуација. Ама зошто имаше потреба да направиш вакво нешто, Ѓулен? Нели ти кажав дека ќе престанам да се гледам со Башар? Кога ќе престанеше? По телефонскиот разговор не ми изгледаше дека ќе престанеш да се гледаш. Кој телефонски разговор? Вечерта кога бев кај вас. Имаш право. Верувај ми. Ама кога го запознав Башар, не знаев за работата со Каан. Се удривме со автомобилите. Потоа започна нашите случајни средби. Не разбрав кога почна да ми го мати умот, на вистината изборувам. Да те прашам нешто. Го сакаш ли воопшто Каан, Ѓорѓем? Секако дека го сакам, како да не го сакам? Тогаш, како може некој друг да ти го мати умот? Ова е тешко да ти го објаснам. Не е лесно ни самата да си го објаснам. Мислам, бракот малку ме растресе. Се чувствував како да сум во кафес. Каан почна да ме запоставува, признавам, убаво ми дојде некој да се грижи за мене, на вистина. Ама Каан не го изневерив. Биди сигурна, со Башар ништо немавме. Флиртуваше со друг? Според тебе тоа не е неверство? Не знам како изгледа. Прифаќам дека сум виновна. Но страво дека ќе го изгубам Каан ми покажа што навистина сакам. Знам, не е праведно ова што го барам од тебе, ама те молам, не издавај ме. Не можам да живеам со овој срам. И не можам да живеам без Каан. Момци, треба да најдеме друго решение. Многу време изгубивме. Јас се уште верувам во детскиот мевел, тато. Ајде да ризикуваме. Каан, баш најде време за ризикување. Во ред, чичкоркото. Добро, не можеме да ги објаснеме сликите. Но сигурен сум дека Ѓулен не е шпион. Види, сине, разбирам дека сакаш да верувам во овој проект. Многу труд вложи, ама жал ми е. Не можеме да го произведуваме тој мебел. Ова не е желба за верување. Јас сум сигурен во овој проект.
И ја преземам целата одговорност. Каква гаранција барате, подготвен сум да дадам. Верувајте ми, нема да се каете. Нема никаква гаранција за ваква веројатност. Ова тема е затворена. Не ве викнав за да ме убедите, ве викнав да најдете друго решение. Од сега за тоа нека ви работи мозокот. Тогаш дозволете ми. Ке се ја гледам работата. Што ми ветуваш дека нема веќе да се гледаш со тој човек, тогаш нема да му кажам на Каан. Ѓулен, многу ти благодарам. Се извинувам, нема да се повтори. Знаеш, би ми било мило. Ако сакаш да се вратиш дома, Ѓулен. Навистина? Благодарам, ама сакам овде да останам, да го чекам татко ми да се врати. Ми се чини дека татко ми нема да се врати ако дојдам таму. Малку да се ја среди главата и ние додиме да го донесеме. Што велиш, а? Може ако се здружиме двете ќе го убедиме. Би било убаво. Навистина мислиш дека можеме да го убедиме? Ако сме заедно, зошто да не можеме? Прв пат разговараме како кога бевме деца. Знаеш ли? Ми не достигаше ова. Мила моја. Душо, извини, ама треба да одам сега. Јас повторно ќе наминам. Ама ти дојди, добро? Добро. Со лесно нека е. Благодарам. Ми веруваш сега, Атакан? Ти реков дека ќе ти покажам каква девојка е таа. Гледам, не си се откажала. Браво. Сигурно нема заради шпиона да ми се лутиш, нели? Да ме слушавте, немаше да има потреба и јас да направам такво нешто. Само добар играч била. Се уште сите се чудиме на тоа што го направи. Кажа еднаш и разбрав ме суде. Нема потреба повторно и повторно да слушам. Овој гнев треба да го чувствуваш кон неа, не кон мене. Таа се забавува со нашиот непријател, а јас сум виновна. Можно ли е тоа? Јас? Башар, здраво. Јас ти се јавив, Душо, за да ти кажам да не ме бараш некое време. И ова, добро би било да не се вртиш наоколу. Потребно е прво да ја средам ситуацијата. Ако не види Ѓулен уште еднаш, готова сум. Добро, Душо. Не грижи се, ќе ти се јавувам кога ќе можам. Ајде, пријатно. Што има? Што ти рече господин Јунус? Вестите не се добри, мамо. Што значи тоа не се добри? Долгот не можеме да го одложиме. Мора да ја продадеме куќата. Дадов полномошна. Мамо? Мамо? Ајшен, донеси ке лековите на мајка ми! Душа, здраво. Добре, деде. Изутринава суде ми кажа за случувањава и веднаш отидов кај Ѓуленама. За жал ништо не ми кажа. Да не навалуваше. Се разбира, ќе објасни кога ќе дојде време. Повторно сум засрамена пред вас. Се надевам дека ова нема да влијае на нашата врска. Нема никаква врска со тебе. А и не верувам дека Ѓулен би можела да биде шпион. Душа, многу си добар. Се надевам дека и таа ќе го свати тоа. Ако немаш некој план, можеме да излеземе малку на воздух. Многу ми е здодевно. Кој план би можело да ми биде поважен од тебе? Само да средаме на работа. За 5 минути доаѓам. Вред? Не брзај, јас овде ќе те чекам. Ти погледни ме. Молам? Ти овде си шпион на Ѓулен, така? Каков шпион? Не разбирам. Секако нема да разбереш. Ви одговара да се правите глупави. Што зборувате, господја? Ајде. Добро ги познавам тие како вас. И кажуваш на Ѓулен за се што се случува овде. А таа пак оди и му кажува на момчето, така? Најдете си други луѓе што можете да ги смотате. Не сакам уште еднаш да те видам овде, јасно? Сум видела
но толку безобразна не сум видела. Доста бе, доста! Оваа жена е мајстор да го полуди човека. Што е, Емине, што се случува? Господја суде. Ако велам господја, велам од култура. Ми изнакажа се што и дојде на памет и ми избрка. А зошто? Јас сум и била шпион на Ѓулен. Сум кажувала што се случувало овде. Не замерувај, Емине. Не и замерувам, нека ми избркај од работа. Воопшто не ме засега. Ама не можам веќе да молчам кога гледам каква неправда и правите на Ѓулен. Ѓулен ми вели да молчам, ама јас веќе не можам да издржам. Знаеш ли што се случило, Емине? Знам, да. Ѓулен молчи да ја заштити сестри. Божем, таа го заслужила тоа. Каква врска има Ѓоркем? Ѓоркем се гледала со тоа момче. Зошто се гледала, тоа е нејзина работа. Ѓулен ги видела и рекла да не се гледа. Ама Ѓоркем не ја послушала. Со Башар ли? Да, оне што е на сликите. Ѓулен кога дознала дека ви е непријател, отишла кај него. Му рекла, не ја мешај сестра ми во вакви работи. Истурила вода врз него. Ете, таа слика е од тој разговор, а кој ги сликал не знам. Што зборуваш ти, Емине? Тоа што се случило. Да ја убиеш Ѓулен, нема да каже. И тебе срам да ти е атакан. Не разбирам како можеше да не и веруваш на Ѓулен. Што направив јас? Ти мисли на тоа. Ајде, пријатно. Емине, никаде не одиш. Те молам, врати се на работа. Не, по толку зборови никако не би останала овде. Те молам. Заради мене. Јас ќе ја средам оваа работа, ти не грижи се. Дај Боже. Што ќе биде со нашето достоинство, Керко? Што ќе правиме? Како ќе ги погледнеме луѓето в лице? Нихан? Ова може секому да му се случи, мамо. Немаме друго решение, освен да прифатиме. Што да прифатиме, Керко? Реалноста, мамо. Со тоа што не можевме, си направивме поголеми проблеми, така ли е? Значи, што и да сме направиле, требало ни со ова да поминеме. Помири се веќе. Како да се помирам, како? Останавме на улица. Не претерувај. Само треба да се преселиме во помала куќа и толку. Ке разговараме со новиот собственик, ке побараме да ни даде малку време. Сигурно човекот нема да ни сврли пред да најдеме некоја куќа. Целиот мој живот е во оваа куќа. Сопругот, семејството, домот. Ти не можеш да го разбереш тоа, Нихан. Дојде госпоѓа Сена. Добро, Аишен. Добар ден. Добре дојде, Сено. Дојдов со тебе да поразговарам за нешто важно, господјо Нихан. Што е? Се си мислам дека ти не знаеш ништо за момчето на Ѓулен. Секако во нормални услови приватниот живот на Ѓулен не би ме интересирал. Ама во ваков момент и позиција, незиното излегување со нашиот непријател Башар многу не вознемири, да ти кажем право. Многу. Навистина многу. Башар? Да. Башар Сокер. Како што веќе ти реков, тој засега ни е најголем непријател, а Ѓулен има слики со него сликани 2 часа пред презентацијата. И нашите со право мислат дека таа е шпион на Башар. Ѓулен не би направила такво нешто. Ама таа не може да ќе објасни тие слики, Нихан. Никому ништо не му кажува за тоа. Затоа јас дојдов да те замолам ти сериозно да поразговараш со Ѓулен за тоа. Всушност, може би можела јас да поразговарам, ама кога јас разговарам, луѓето погрешно ме сваќаат. Така е, нели? Не ме чекаше многу, мила. Не е проблем. Се занесо Кан треба да разговараме. И ти си тука? Здраво, Атакан. Здраво. Атакан? Добро ли си ти, а? Добро. Добро. Блед си малку. Се уште ти е жал за случувањата, така? Ѓоркем се обидела да разговара со Ѓулен. Ама напразно. Ништо не ја кажала. Да.
Сакавме со Ѓоркем да излеземе надвор, малку на воздух. За нешто важно сакаш да зборуваме? Не. Може и подоцна да разговараме. Излезете вие. Во ред тогаш. Да излеземе, Мило? Ќе се видиме, Атакан. Ќе се видиме. Ајде, ќе се видиме. 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 Што направи, Емине? Ти реков да не кажуваш. Не можев да ги издржам веќе навредувањата на таа безобразната. Што да правам? Немам толку трпение како тебе. Само да не оди да му каже на Каан. Ако не му кажеш, што ќе биде? Добро, Ѓоркем ти е сестра, ама нели е грефи за Каан? И тој е воспитано момче? Не знам, Емине, не знам. Верувај, не знам веќе што да мислам. Камо да бев како татко ми. Сега имам голема потреба од него. Што се случува? Ќе те убијам, бе. Ќе те убијам. Стани, ајде, стани. Не завршивме. Не завршивме. Поѓаволите. Но ако го оставам ова, не сум човек. Не е сега време, но добри вест што може да те расположим. Па тогаш, може ќе треба да се расположам. Куќата на Ѓоркем се продавала од страна на банката. Сериозен си? Секако. Ја сакам куќата што и да биде. Ако ја пропуштиш, не ми излегува пред очи. Куќата е твоја. Добро вечер, Ѓоркем. Да ги прескокнеме формалностите, зафатена сум и тешко најдо време. Што имаш да ми кажеш? Ѓоркем Башар Каан, триаголникот, ако кажам. Ќе можеш да ја разбереш темата? А ти од каде дозна? Според мене, не е важно како дознав. Важно е како мислиш дека другите нема да дознаат. Сум имала право. Вредеше што дојде, нели? Што сакаш од мене? Се уште не одлучив. Но секако ќе смислам нешто. За сега доволно е само да не можете да заспиете. Може би ќе можеш да ме разбереш што трпам со недели. Ќе кажав пријатна вечер, но нема потреба од формалности, така ли, Ѓоркем? Значи веста стигна и кај тебе, мамо. И ти ли ќе ме обвинуваш?
Не дојдов да те обвинам. Овде сум за да те подржам. Нели не веруваш во тоа што го слушнав? Зошто да верувам? Не те познавам. Благодарам, мамо. Но ова многу добро ми дојде. Ама, ќе мора да ми кажеш кого се обидуваш да заштитиш. Ќе полудам, бабо. Отишла и кажала на Фиген глупавата. Се си мислам дека таа не би одела дотаму. Таа проклетница сигурно дознала за тоа од некој друг, верувај, биди сигурна. Добра, ама што ќе правиме сега? Се обидувам да смислам нешто. Дозволи ми и не прави паника, те молам. Мамо напразно инсистираше, реков никого не заштитувам. Сакаш да ме убиеш од љубопитност? Зошто се измеш името на оној Башар во оваа случка? Има ли некаква врска со Ѓорѓем? Не, зошто мислиш дека може да има? Има. Ѓулен, те молам веднаш кажи ми што се случува. Ако сакаш да скриеш вината на сестра ти, тоа не е заштита. Минатото утро кога доаѓав кај тебе, пред врата ги видов Ѓорѓем и Башар. Ја прашав, ми рече дека се само пријатели. Кога дознав кој е Башар, отидов и навалив на Ѓорѓем, ама таа рече дека не знаела оти ми е непријател на Каан. Ми рече дека веќе нема да се гледаат. Потоа, случајно ги слушнав како договараат средба по телефон. Го најдов Башар, му реков да стои понастрана. Леле, што прави оваа девојка? Мамо, разговаравме. Ми вети дека нема да се гледа повеќе со него. Ама навистина не знам што да му кажам на чичкорикот, мамо. Затоа ти раскажав. Те молам, најди решение, бидејќи јас не можам да најдам. И како ќе реагираме сега во оваа ситуација, Еркут? Ќе инсистираме на венчавката се уште? Не знам, Сена. И мене ми се чини како да не можеме да бидеме заедно. Ама еден глас однатре ми вели да почекаме малку. Затоа што ти си добар, да знаеш. Денеска отидов кај Нихан и реков да поразговара малку со Керка и можеби ќе дознае нешто. Сена. Сена, ти реков да не се мешаш и ти Господ. Извини, ке те молам, ама треба да ми дадат едно објаснување. Насила и се извинив, ама ова не можам да го простам. Ако нема објаснување за тоа, нема да биде во нашиот живот, ете така. Добро вечер. Добро вечер, Атакан. Добре дојде. Сине, наро, нека е. Треба нешто важно да разговарам со вас, чичко Еркут. Каан дома ли е? Горе е. Мила, ќе ни дозволиш ли? Секако. Ќе ми биде мило ако го викнеш Каан. Како ќе наредите? Атакан, дојди, сине. Разговарав со Башар, бабо. Некое време нема да се гледаме. Односно, Фига не ќе може ништо да докаже. Треба ние да ја спречиме да не отвори уста. И да не може да докаже кога еднаш ќе го стави црвот ставене, така да си знаеш. Ѓорѓе, што мислиш дека правиш? Што мислиш? Ти... Што се случило тука? Ти не мешај се, мамо. Посебно ќе разговарам со тебе. Што те мачи сега, мамо? Не се преправај дека не ме разбираш. Како можеш да се гледаш со оној Башар? Воопшто не мислиш на нас, на себе? Баш затоа што мислам го правам ова. Се обидувам да се спасиме од калта, мамо. Што значи да се спасиме од калта? Зарем ние се продаваме? Како стана ти ваква девојка? Не е можно ти да си ми керка. Не може јас да сум одгледала ваква керка. Ако не ти се допаѓам, оди остани со својата мила керка. Ти се допадна што направи.
Реков, темата е затворена така. А ако си дознал нешто ново, тоа е друго. Не, ама... Верувај ми, Чичко Еркут. Ние мораме да го презентираме мебелот. Дали до сега сум те разочарал? Види, ние водиме фирма Атакан. И сега ни е лоша ситуацијата. И ние не можеме да ризикуваме сега. Слушај, повторно те прашувам. Знаеш ли нешто? Не. Не. Во тој случај, за жал, не можем да дозволам да се произведува мебелот. Пред да има некако разумно објаснување за таа слика, уште еднаш не отварате темата. Што се случува со тебе? Што е? Нема ништо. Само решив да им верувам на чувствата. Очигледно е дека знаеш нешто. Кажи ми само мене. И ќе затвориме тема, вајде, кажи. Реков, не знам, Каан. Зошто би криел? Ти веруваш дека Ѓулен може да биде шпион? Не. Па тога што е? Јас не верувам во тоа. Ајде, си одам. Утре ќе се видиме. Добро, да ти испратам. Молам, Атакан. Наврата си? Што во ова време? Влези внатре. Не сум во состојба да излегувам. Башар ли? Добро, доаѓам. Му кажа, нели? Ќе те убијам, Ѓулен. Појаволите. Атакан? Зошто дојде во ова време? Бидејќи не можев да чекам до утре за да разговараме. Како можеш се уште да го гледаш в лице Каан? Или Ѓулен? Не разбирам што зборуваш. Немој веќе да лажеш. Го излажа свршеникот. Мојот најдобар другар. И тоа со неговиот најголем непријател. А сега ја оставаш сестра ти во тесно. Да продолжам ли? Ѓулен ти ја наполни главата, нели? Таа ти го кажа ова. Не. Таа се уште се обидува да те заштити. Ама ти не вредиш за тоа, Ѓоркем. Ти за ништо не вредиш. Ако сум молчал досега, тоа е зашто не ми личи мене. Ама ќе ти дадам последна шанса, Ѓоркем. Последна шанса, ме слушна? Или ќе одиш ти како човек да му објасниш на Каан? Или јас ќе кажам? Плачеш за Атакан, така? Остави го ова инат, Ѓулен. Тоа момче многу е влюбено во тебе. Не требаше да кажеш, Емине, ништо не требаше да кажеш. Сега така ќе се помрднат камењата од место што сите ќе не удрат по глава. Мајсторе, не можам да верувам. Како може еден човек да биде толку лош? Каан сакајки да ја помогне, не и го сврте грбот. Ама таа гледајки го во очи, ова му го направи. Добра работа е што навреме дозна. Среќа е што дозна сега. Тоа е така. Во тој поглед се радувам за Каан. Ама што ќе биде сега? Што ќе биде? Му ги знаеш чувствата на Каан кон Ѓулен? Да. Се уште не му кажав за нашата врска. Да. Помислив дека после бракот полесно ќе може да го прифати тоа. Ама сега кога неволите дојдоа едно по друго,
Односно, како секој да му го сврте грбот. Никој сега не мисли на него. Воопшто не му е лесна ситуацијата, ама за овие случувања ти не си виновен. Ти само го послуша гласот на срцето. Не му ја презеде девојката на пријателот, сине. Таа девојка тебе те сака. И јас го разочарав многу. Може би не остана ништо што можам да го криjem од Каан мајсторе. Чекај малку, не откажувај се веднаш. Љубовта е борба. Ти прво гледај да собереш сила. Многу сум премален. Не знам како ќе се приберам, мајсторе. И тебе напразно ти ја полнам главата. Ама немам никого освен тебе. Јас ова да не сум го слушнал. Напразно ти велам, сине. Благодарам, мајсторе. Мајсторе, малку ги бешачам. Лека ноќ. И тебе лека ноќ, сине. Ова ти е поздрав од Башар. Нема остана памет на детево. Атакан! Сине! Атакан! Што ти се случи, сине? Како си, сине? Подобро сум, благодарам, мајсторе. Да одевме во болница, а? Нема потреба од болница и не можам да одам ни во полиција. Таму ќе ми испрашуваат. Атакан? Што ти се случи? Брате, да знае веднаш ќе дојдев. Ама патов никако да заврши. Смирете се. Гледате, добар сум. Како добро си? Види каков си. Отидовте во болница? Јавивте во полиција? Не сакаше да се занимава со болница и полиција. Не може така. Може би има нешто сериозно. Нека му направат снимка. Не претерувај, суде. Само неколку удари и толку. Кажи, што се случи, еде. И јас не разбрав што се случи. Излегов од кај мајсторот. Една група луѓе ме нападнаа, ми го побараа паричникот. Не го дадов и потоа почна да ме тепаат. Ко заборави телефонот кај мене, кога забележав, потрчав да го стигнам, да му го дадам и вака го најдов. Лут ли си? Заради еден паричник можеше да умреш. Господе! Јас вечерва да останам да се грижам за тебе, изгледа не ке можеш да стануваш. Суде. Мајсторот ќе остане со него. Јас ќе се погрижам, Кирко, ти не грижи се. Нема потреба, верувај. Не сум толку лошо како што изгледам. Реков, ако немате закажано, не можете да влезете. И јас можам да влезам. Ма чекайте да ве најавиме. Господи, може да почекате? Да го викнем обезбедувањето, господин Башар. Може да прашам која е причината што влегувате вака, во мојата канцеларија? Јас сум мајка на Ѓорке. О, добро, може да излезеш. Слушај ме внимателно, безобрезен еден. Ке стоиш подалеку од ќерка ми. Правилно ли ова? Ме навредувате, а се уште не ме познавате. Не ти го знам планот, но намерата ти е толку очигледна, што нема потреба да запознам човек како тебе. Ако уште еднаш те видам покрај Ѓоркем, тоа ќе ти биде последен пат, размисли добро. Не дозволувам никој да го уништи животот на ќерка ми. Дали сум доволно јасна? И така не барам дозвола.
Средивме во врска со куќата. Со адвокатите треба да се најдеме во катастарот. Месо точно на време. А ќе средиш и еден лажен имотен лист на име Ѓоркем Џенкер. Договорено. Ајде, да завршиме работа. И како е така? Се прибрал? Тој вели дека е добра, ама убаво го истепа летото. Добро што останал жив. Тоа е добро. Види во каква ситуација се доведовме. Се радуваме што го спасивме животот од идиоти, разбойници, лажговци. Само Господе речува. Се извинувам, ве прекинувам, но се загрешив. Нешто му се случило на Атакан? Синоќа неколку души го нападнале и го натепале. Добар е, нели? Нема ништо, нели? Не, фала му на Господ. Емине, не грижи се спаси, не плаши се. Ако не се лутите, да одам и јас да го видам. Чичко Еркут се загрешив, многу се загрешив. Оди, Керко. И види дали му е потребно нешто за јадење. Добро, ќе видам. Благодарам, Чичко Еркут. Не можам да ја кажам збор на керка ми, а одам да му се заканувам на човекот. Ти не си виновна, мамо. Кој е виновен? Тој човек, ако не остави намира, како ќе ја спречиме? Ќе трчам по Башар? Ќе ја затворам Ѓоркем дома? Што ќе правам? Хај, Господе, што ме снајде? Треба на Ѓоркем да ја го покажеме вистинското лице на овој човек, ама како? Молам, Емине. Ѓулен, да ти кажам дека некој го истепал Атакан. Што? Како е? Добро бил, но денеска не дојде на работа. Дома се одморал. Што се случи? Кој го истепал? Зошто го истепале? Чекај, смири се малку, и јас не знам. Го тепале неколку души. Сега сакам да одам кај него. И ти веднаш излезе и дојди. Ти прво оди и види. И така сум со мајка ми. Добро, вред. Што се случило, Керко? Го истепале Атакан. Како? А добар ли е? Добар бил и рекле на Емине да оди да го види, па после ќе ми каже што се случи. Дојде господин Јунус, адвокатот. Повелете, влезете, господин Јунус, влезете. Добар ден, господин Леман. Добре дојдовте, господин Јунус. Повелете. Господин Ихан не успеав да ја добијам по телефон. Па реков лично да ви ја кажам веста. Ама не ни носите некоја многу убава вест, нели? Да не се продаде куќава? Ама има и добра страна на оваа вест. Куќата се продаде за повисока цена. Толку брзо? Па кој ја купи? За сега, купувачот сакаше да остане анонимен. Кога треба да излеземе од тука? Се уште не каже ништо во врска со испразнувањето на куќата. Навистина ми е многу жал. Господјо Леман. Господјо Леман. Господјо Леман. Ве молам, помогнете. Не е добро. Веднаш ќе го донесам лекот. Господјо Леман. Да ти се позлатат рацете, Емине. На здравје нека ви е, на здравје. Господ да го казни оној Башар. Главата да ја скрши некаде да даде Господ. Никој не знае за Башар, Емине. Аман пази да не ти се испушти нешто. Зошто никому не кажувате? А маката на овие змии ја трпите вие и Ѓулен? Јас не можам да ве разберам. Како е таа? Ете, како може да биде? А знае ли за состојбата? Па јас да ги подсоберам овие. Сепак не дојде, така? Толку е лошо? Ете, нели ти кажувам дека не може да стане од место. Кутриот не може ни вратата да ја отвори. А ми го даде резервниот клуч ако сакам да отидам повторно. Колку ми е жал за него. Ти кажа ли како се случило? Да. Па нели ми ја раскажа целата ситуација. И? Овој не можел да го свари тоа. Отишол убаво, го истепал оној песот Башар. А Башар фати луѓе да го истепаат него. Ај, Господе, зошто ли направил вакво нешто? Затоа што е вистински маж. Те заштитил, те бранил тебе, ете.
а и строго ме предупреди да не ти кажувам. Ама мене веќе ми дојде прекуглаво од оваа ваша расправија. Праша ли за мене? Може ли да не праша? Ѓулен вели и ништо друго не кажува, жи се. Ова дете ќе умре за тебе. Тушо, што ти е? Зошто нареди да го натепаат Атакан? Како да не ни се доволни другите проблеми? Јас сакам да возвратам и за доброто и за злото. Ти велам да внимаваме да не забележат ти што правиш. И така беше тешко да се замолчи Атакан, што ќе биде сега? Свесен ли си во каква состојба ме доведуваш? Да. Всушност и јас сакам да разговарам за ова со тебе. Секако, не го замислував овој разговор на овој начин. Ама, штом дојде редот, јас ти купив еден мал подарок. Ако сакаш, прво отвори го. Што е, Башар? Сега веќе ништо не разбирам. Отвори го, ќе разбераш. Мене многу ми здодеа оваа игра, Ѓорѓе. Мислам дека дојдовме на еден крстопат. Треба веќе да донесеш една одлука. Или Каан, или јас. Ама ова... Башар... Каан, ти ли си? Каан? Каан? Ѓулен? Што ти направиле? Многу ли те боли? Не знам. Штом дојде, веќе ништо не чувствувам. Значи ли ова дека веќе ми прости? Се уште сум ти многу лута. Ама ќе те казнам кога ќе оздравиш. Не ќе можеш волку лесно да се спасиш. Заслужив. Согласен сум на секаква казна. Дојде госпоѓа Сена. Пушти една траеше. Добре дојде, Сена. Немојте ми не добре дојде. Ако сакаш, прво сослушај ме, Нихан, ќе те молам. Повели, седни. Ти должи ме извинување, Сена. Не ти верувам ништо. Да беше така, сигурно ќе се потрудеше барем преку телефон да се извиниш или во најмала рака да дадеш некакво објаснување околу настаните. Со деновите чекав, ама никој не ми се јави мене. Можам да ти гарантирам дека Ѓулен не е шпион. Во тој случај ќе можеш ли убаво да ми објасниш ситуацијата, ќе те молам? Што биле тие фотографии, како се сликани? Не можам да ти кажам ништо повеќе, освен дека можеш да веруваш во незиниот збор. За жал, јас повеќе не верувам во ничи збор. Ајде ја прикривме темата за парите, ама не можам да прифатам сестра и на мојата идна снага да копа јама на моето семејство и да не заборавам да ти кажам. Во вакви околности овој брак не може да се случи. Ѓулен е моја ќерка. Секогаш ќе стојам зад неа. Немам повеќе што да му кажам на некој што може толку да го навредува моето семејство. А во тој случај нема зашто да разговараме. Мојата одлука е конечна.
Додека јас сум жива, нема да има брак помеѓу нив. Може некако чорбата не мине, ама задоволи се со ова. Најубавата чорба што сум ја пробал досега. Какви проблеми ти создадовме, нели? Но ти не си виновна. Причината за се е Ѓорѓем. Всушност Башар. Искористувајќи ги слабостите на Ѓорѓем, сигурно ја залажува. Инаку Ѓорѓем не е девојка што би го направила ова. Мила, види, знам дека сакаш да ја браниш сестра ти. Многу го ценам тоа, но тоа што го прави Ѓорѓем не може да се прости. Според тебе нема ли право Каан да знае за ова? Имаш право. Не може веќе да го крием ова од Каан. Што е тоа што не можете веќе да го криете од мене?